Ајвар, сирење, мед и други производи кои индивидуалните земјоделци ги подготвуваат во домашни услови, ќе можат да ги продаваат на зелените пазари, во маркетите и во локалната туристичка понуда. Истите треба да имаат соодветна декларација на која ќе стојат податоци за состојките и датумот на производство. Ова ќе им биде овозможено со исполнување на предвидените минимални услови и регистрација во Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделството. Секој индивидуален производител кој што произведува било каков производ, дали то сирење, мед, риба, туршија, ајвар, лутеница или било какви сокови, за да направи добар производ мора да има и во моментот добри услови. Затоа мојот оптимизам е дека брзо ќе реализираме ова работа и ќе можат производите на земјоделците се најдат на полиците во маркетите. Со тоа, значи, се зголемува и вредноста на самиот производ, а и буџетот на секој индивидуален земјоделец. Значи, минималните услови во едно домаќинство се да има одредена просторија, кај што ќе се прави целата операција, меѓутоа зборуваме за класичен, традиционален начин на производство. Баш онака како што го прават сите во домаќинството. Не зборуваме за технологија, не знаеме каква, бидејќи тоа не е традиционален начин на производство. Зборуваме за најобичен начин, најобична просторија. Значи, ништо повеќе од колку денес што треба да го направите за вашиот производ да заврши на маркетите. Од агенцијата велат дека продажбата на земјоделските производи од нерегистрирани земјоделци се казнува. Контролата од Агенција за храна и ветеринарство покрај во големите маркети се врши на зелените пазари. Така да сигурно има контрола на секаде и се изрекуваат казни. Отворено кажуваме дека да, до сега секогаш се настојувало примарните производители на некој начин да им се прогледува низ прсти. Меѓутоа, кругот на безбедност на храна се стеснува. Такви можности повеќе нема. Ќе мора сите да сфатат дека мора да видиме во системот комплетно сите вклучени кои што произведуваме храна. На денешната промоција во Тетово на двата правилника за директно снабдување, присутните земјоделци имаа можност да дознаат повеќе детали за директна или продажба на земјоделски производи од куќен праг, како можност за развој и унапредување на работењето на земјоделците.